почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е господинот Ранко Петровиќ, автор и режисер на Златна бубамара. Господине Петровиќ, може ли да направите една ретроспектива за растот и развојот на бубамари и хуморот во ова општество од новородниче па се до адолесценција со оглед на тоа што ова е 19-то издание годинава? Па да, еве го најавуваме 19-тото издание. Оваа година повторно се трудиме да го собереме целиот, политички, бизнес и естраден свет, на едно место, за да луѓето да уживаат во една вечерка што ќе може да почувствуваат нешто што се случило во изминатата година и тоа чувство што се проткривало во изминатата година да го представиме ние во една представа каде што сите заедно сме собрани, кој во публика, кој пред телевизорот, кој на бината. Сметам дека за овие 19 години оставивме некој историски документ на сатиричен, забавен начин како се одвивало нашето и како се развивало нашето општество, а со тоа и нашата манифестација, што беше повеќе урнебесно и сатирично општественото живење кај политичките личности, толку ние таа општествена трагедија ја опишувавме на нашата Златна бубамара, така да сметаме веќе кога 19 години сме зрели доволно за да можеме да тргнеме во војска, што се вика. Измина една бомбастична година. Каква бубамара да очекуваме годинава? Оваа година помина во знакот на големото радио шоу вашиот министер случи познато. Тука сите се трудеа да освоат што поголеми поени, и едните и другите, Пред се публиката беше задоволна од тоа што го слушна и сметам дека актерите одлично си изработиле целата работа. Пешевски пееше на митинг, а Спазија Софријанова пееше неодамна на една утренска емисија. Политичарите речиси во секој јавен настап помалку глумат. Може ли да направите една ранг листа на политичарите од македонската сцена во наградите на кои што ги се доделуваат на Златна бубамара, например, награда за најдобар пеач меѓу политичарите или можеби најмлад актер меѓу политичарите? Па добро, не е нас таа идеја да да кажеме во тој контекст да ги даваме наградите, бидејќи во некој мал круг на политичари, они си ги доделуваат сами меѓу себе. Нас е интересно широката народна маса да се забавува и да види дека има некакви вредности во културата, во естрадата, во музиката и пред се дека има некој што може да состави една така убава вечер каде што пред својот телевизор ќе можат наместо отрови да гледаат убавина, добрина, хуманост и дружење меѓу сите луѓе. Пред се да испратиме некоја порака за екологија и не само порака као проформа, бидејќи од пресконференција од пораки веќе прекуглавање, него конкретни акции, до сега сме правили акции за пошумување, сега работата многу е по-страшно што сега нашите акции не се само да пошумуваме или да го чистиме пластичен отпад или да направиме поубави тоалети за нашите најмили, туку акцијата мора да биде конкретна, да спречиме некој да не ги сече дрвата, да спречиме некој да не го загадува воздухот, што не е наша работа, тоа треба да е работа на инспекција, на полиција, на државните органи, нели? И така да таа топ листа не ја ставаме ние, во принцип гледаме да дел од хуморот од тоа што е нивната политичка психологија во даден момент, да ја искористиме на убав начин, бидејќи до сега моето искуство покажа дека политичарите во кабинети се и како се забавни, интересни или кога ќе разговарате вака, бидејќи пред се интелигентни луѓе, но за жал многу пати кога треба да гласат или нешто да донесат нека одлука што е за општо добро, оние забораваат својата функција, нели? Дека тогаш треба да се прекине тоа, да се знаеш ова е добро за народот и за мене, нели, а од друга страна ова е лошо, а е добро за некој бизнисмен или за некоја алчна фигура што можеби лесно сака да не да заработи, туку да земе пари. Хуморот и сатирата треба да бидат коректив на едно здраво општество, но во Македонија како да стане хуморот болка за политичарите? Зошто? Што мислите? Можеби немаат смисла за хумор или станува збор за нешто друго? Па мислам дека поголем дел од политичарите, зборам и во првиот круг, можеби неколку нема желба да имаат хумор, нема сметка, но мислам дека 99% и дека разбираат што е хумор и добра сатира, бидејќи оние создаваат и они поише се смеат од друга страна. Но работата е што кога подолго време си на власт, тогаш губиш допирот со реалноста и на некој начин се губи допирот со човештвото, со душата на човекот, а тука е тоа кога се смееш искрено, па макар и на своја сметка,
мислам дека нашивите како се податливи, нели, за сатира и за хумор, и дека они ги создаваат, на пример, и овие што се ние што и кажуваме на Бомара и што ќе бидат на следниот филм Златна, градоначалникот е невин и така. Така да мислам дека они и ги создаваат и се смеат истите вицови и тоа е добро, но проблемот е после многу време од кога си на власт, нели, дека некогаш и не сакаш, не ти е до смеење. И автоматски тогаш таа црна линија за нив не е добра, но после това да не проаѓа, па пак продолжуваат постарано. Во политичката пародија во која што живееме, колку е тешко да се направи едно хумористично шоу со оглед на тоа што малте некако да живееме во една епизода на Монти Пајтон? Да, подолго време живееме во Монти Пајтон епизода која е измешана со реалити шоу од најлош вид. Тоа реалити шоу е на некој начин измешано и со дел од турските серии, со таа синхронизација на турски серии и со тој лош ефект што го имаме сите дома, бидејќи ако поголем дел од населението ги гледа тие турски серии и другиот дел од реалити шоу, а не се медиумски образовани, они не разбираат колкав ефект прави тоа кај широката народна маса и кај најмладите. Бидејќи они гледаат политичар што, да кажеме, не признава ништо, од друга страна гледа политичар што не знае никако, а од трета страна гледа турска серија каде што нема семејна среќа, веселба и добри штосови, туку само некоја сценариски промашена епизода кај што тоа трае, они се караат, се викат, и тоа што е најстрашно не е на јазикот, на турскиот јазик, туку е преправено, генетски модифицирано на нашиот македонски јазик, значи ние си го скрвнариме на нашиот македонски јазик со тоа. Во меѓувреме, за да не испаднат политичарите дека се најбудали, нели, и исто така и турските серии што е филм, испаѓа дека реалити шоуто е оној кој ги покрива сите работи што се во спортот, музиката, естрадата, политичкиот и општествениот живот. И тоа е многу трагично, бидејќи на нас пети член во семејството секогаш да бил телевизорот. Сега имаме избор од 90 канали да ги средиме, но за да имаш национална среќа, народна среќа кај луѓето, мора тој пети член во семејството да биде полн со позитивна енергија. Тоа го правиме, да кажеме, ние на некој начин на Златна Бомара, а ние сме само едно зрнце што трае недела, две или што се прераскажува после од време на време. Но тоа е малце, треба да има многу цврсти образовни програми и многу цврста идеја каде точно треба да се насочи народот. Не смееме да го лажеме ние дека загадениот воздух не е од никого и од ништо, ако е од нас. Треба сами конкретно да преземеме мерки што носи, како носи, и таа акција, ако треба серии филмови ќе се снимаат или епизоди или денови, како ние сме успеале ово. На тоа мајсторите на телевизиската естетика, на пиарот многу добро би го правил. Кога дел од овие пиар експерти што ги има владата или од другата група опозицијата и од овие сите нивни наелектризирани партиски членови што идат од врата до врата и носат лажни летоци, дека ќе ни направат подобра иднина, би се ангажирале за некоја акција за противпожар, за чистење на противпожарни скали, за чист воздух, за анализа кои оџаци не се изчистени со години, они да помогнат, да се направи хумана мисија за оние што се бездомните, нивната енергија што е сега лошо сконцентрирана од партиските лидери, бидејќи они се најмокни од медиумите, би била многу подобра за наше општество. Не може да сме ние најзагаден град во светот, а да немаме преземено ништо 3 години како власт, да кажеме, и како локална, и ние како граѓани, како медиуми. Значи, ние може да збориме, да направиме протест, но утре дента веќе треба инспекциите, луѓето, тие што се најпаметни, па и дури ману да ги видиме како изгледаат со некој мислење, да кажат ништо. Во конкретниот случај, нашата грешка е што ние го правиме тој, како се вика, проблем за тие луѓе што се платени да не го чуваат воздухот, екологијата, шумите и безбедноста на здравието на луѓето, они се платени од нас како даночни обврзници или како идни жиранти што треба да ги плаќаме кредитите на власта, но за жал они не работат за тоа да се подобри. И тука е нашата трагедија како општество. Пред избори имавме и легализација на марихуаната. Што мислите, што друго може да очекуваме да се легализира пред 24 април? Па видете како што тргнало, ја да ви кажам, овој демократски систем и овие предизборни кампањи воопшто не ми се допаѓаат, бидејќи ја би го правил тоа сосема на поубав, позабавен начин, посреќен за луѓето да видат дека во таа кампања ако нема отров, нели, тогаш можеш да бидеш среќен и весел. Ако добар, светол човек со добра мисла сака да организира 20 луѓе за нешто добро, тогаш треба му се дозволи. Затоа предлагам овој систем дека е потребно да се ресетира и ребрендира. До сегашните луѓе, ако мене ме прашувате, кога би правил филм, нели,
не би ги ставил во ниеден политички контекст. Значи година 200 биле, гледаме дека е све, дека имаме голема градежна експанзија, дека имаме загаден воздух, дека имаме лош здравствен систем, не знам, образование. Вие нема потреба више да се занимавате во јавност со овие теми. Имаме нови луѓе посветни, вие 10 години мораториум, а сите наредни по година 2 да бидат. Но со точно утврден критериум. Ако во случај се немаме паркинг простор, нема да дозволиме да има автомобили увезување, нели? Ако гледаме дека Скопје е град без перспектива, нема да дозволиме градежна експанзија. Зашто некој од МАНУ или било кој од бизнесери да се организира до сега, да каже нема да градиме толку во Скопје згради и сега да има 30.000 непродадени станови, некој да им го кажеше тоа на време, ние до сега ќе бевме и со почист град и цената на нашите станови во Скопје ќе беше поквалитетна, а пред се и квалитетот на живот. Овој град е град кај што сите стари возила од Европа се паркирани на нашите тротоари, на нашето место, нели? А ние немаме каде да се движиме. Што мора некој да го пресече, да се каже. Значи тука би тргнал во некоја приказка дека мора од негде да се почнеме да чистиме, бидејќи ова што е ова училиште дека што е ставено кај нас во држава, мора да се чистиме. Како мислите дека може да се изведе тој ресет? Ресетот е најважен, дека политичкиот систем сега што го договараат партиите треба да биде дека не сме да има политички партии што се викаат ВМРО, СДС и сите други миња до сега што функционирале. Значи не може да викаме стали да ние сме стари ВМРО-овци или ние сме стари комуњари и СДС-овци и слично. Тоа нема врска, зашто секој погрешен чекор на владата, да кажеме на Бранко Црвенковски, секогаш ќе доаѓа во контекст, па мило кој да дојде политичар сега, да дојде и Бил Гейтс да биде председател, не знам, на СДС или на ВМРО. И истиот момент, 10 години, сега ова што се случуваше со партијата, да кажеме, со ВМРО, после 10 години некој друг им го раскажува дека вие тогаш направивте поромашна слично. Затоа треба народот да се ресетира. Дечки беше што беше, мислам јас се зборам нешто што можеби е неостварливо, но можеби да се исполни. Не треба да сме идеолози во некоја за подобра иднина, бидејќи како што гледаме, оваа иднина воопшто не е светла со ова сега што ви се случува на нас. Зборам за квалитетот на здравјето на луѓето, бидејќи не може луѓето се толку замрзени и несвесни што им се случува околу, да они наместо да навиваат за Вардар, за Звезда, за Партизан, да навиваат за своите деца како посрекно ќе живеат или дека каква перспектива ќе имаат во државата, они уште разговараат за некои или бранат погрешни политики на една или на друга политичка партија. Тоа е недозволиво за здравјето на едно општество. Со оглед на зачестените граѓански иницијативи во изминатава година, најавивте дека планирате и размислувате за иницијатива за измени на законот за референдум. Што мислите, зошто е потребно да се направат измени на тој закон и за каков вид на измени станува збор? Видете, например, еве сега што го зборевме зашто системот треба да се ресетира и ребрандира. Ако ние имаме лажна демократија кај што викаме дека граѓанинот може да се изјасни за некоја своја причина и дека тоа го прави преку представниците од Советот или од парламентот, ние тоа до сега не сме го почувствувале. Зашто? Бидејќи политичките партии до сега се спонзорирани од дадени компании или лично од самите политичари бизнесмени. Тие кампањи коштаат 1, 2, 3 милиона евра. И ние утре се надеваме како граѓани дека он со 1200 евра плата, нели, или првиот борд нека од 100 луѓе што ќе заработат, дека они 6 години ќе работат без пари, ќе го дадат целиот свој имот за изборната кампања, дека ќе работат за општо добро. Не можете да верувате, нели? Значи тука е лажгата во демократијата. Несвесно човек што сака да се занимава во политика, во политички живот, во општествен живот, нели, не може тоа да го сервисира. Значи, ако бутањето од власт кошта 10 милиона евра, а кампањата кошта уште 3 милиона, или додека владаеш за да останеш на власт, треба да дадеш 30 милиона евра на страна, ние да не се надеваме дека утре за утре нешто може да профункционира, тоа да биде честно, поштено или заопшто добро. Не, ќе биде за добро, затоа што ги дал парите, бидејќи тој го држи, дали е странец, дали е наш, нели, дали е некоја друга компанија, слично. Истото се случува и на локално ниво, кај што народот може тоа да го разбере. Ако не имаме проблем дека во некоја општина треба да се сечат 1000 дрва и да нема зеленило за да 5 инвеститори изградат 10 згради, тогаш народот се буни и сака да даде некој своje мислење да каже. Тогаш целата демократија, целиот систем што е направен со децентрализација и со општините не е направен за да он да може да се изјасни на 500 метри од својата куќа или во својата местна заедница, што е инструмент на општинската организација. Туку треба да иде на најтајното, најскривишното место, најнедостапното место, за да се потпише да го даде својот глас и незадоволство дека тоа го направи. Кога ќе го направи, ќе кажат, повторно бевте малце. Затоа треба во овој закон, во иднина што ќе биде среден, да тие сите граѓански иницијативи
што се или што треба да биде дел од референдум, да се намали цензусот на 40% и од тие 40% да излезат и тие што се за и тие што се против, па да има една јасна, цврста одлука што треба без мешање на политички партии. Значи тоа треба да е граѓанска иницијатива, не знам, ако се потпишат 1000 луѓе, веќе да има нешто од нешто, значи и локално или некои не знам важни работи што се како што би ја засегале целата општина или целиот регион, тогаш да можат и повеќе луѓе да се изјаснат. Никој кој ќе опрашате од партиските и најтврдокорните партиски членови, кој ќе опрашате дали си за дрва сечење или не сум, ќе ти каже не сум. Дали си за чист воздух, не сум. Ама види, таму се мешаат од партија, не можам да ја дам изјав. Значи, тој инструмент што го имаат, што се вика ѓаволот кај што има проработено, ние мораме да го исчистиме, зашто ќе си имаат проблем и политичарите и ние више со здравјето на луѓето. Многу полесно е политичарите и подобра идеја како совет ја им го давам, да они секоја граѓанска иницијатива од светли луѓе, од убави, од искрени намери, да ја прифатат кон себе. Значи да ја прифатат таа иницијатива, дека слушате, ние сакаме сега да правиме акција за почист воздух, дали сте спремни граѓани сега ние да се организираме, да не гориме гуми, пластика, оджаци и тоа да го направиме заеднички. Ние како инструмент, како власт го направиме, да нема коли возење тие 6 дена и така натака, значи милион работи што се. Затоа власта треба да ги придобива луѓето кон себе, тие што се светли добри, а оние што се што сакаат да ги подмитат, да бидат алчни, да ги трнат на страна. Ви благодарам за разговорот. Вам почитувани, ви благодарам што го следовте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.